Да, колешке Лукаревска, очигледно дека не сте биле во парламент периодот кога бевте власти овде, кога не ги имате очигледно следено пратениците од вашата политичка партија како се однесувале и да, како релативизирање или ете некој излез за спас, вие тоа не сум била во парламент толку. Па вие не бевте во парламент и име во која се продаде и што? Амнестирани сте? Не бевте во парламент и која се делеа пакети економски за ковид кризата кои што се злоупотребува и што? Амнестирани сте? И вие овде ќе ни кажувате полни ни биле устите со криминал. Па зашто да зборуваме со вас освен за криминалите ваши? Овде седите, мислите сте амнестирани ако сте пратеници и ако ве стави Заев на листа. Ма вие допарва ќе почувствувате што Заев направи со вас. Допарва. Оние вистинските кои што се бореа, кои што стоја на комисии за општа расправа на буџет ги елиминиравте. Зошто? За вас овде да ве слушаме како вие сте многу емотивни, осетливи, навредливи кога зборуваме со криминал. Па за вас нема со вас дебатирање нема друга тема освен криминал. Нема друга тема. Демографија, еве ја извртивте, денеска се активира темата, ми кажувате некои тези таму. Еве ќе ви ги повторам тезите за демографијата. Бидејќи на вистина се фрапантни. И еве со бројки, бидејќи бројките вас ве интересираат. Она што почитуваниот колега Владко Ѓорчев го кажа. Демографијата во време на владење на СДСМ 2002-2006, вие владеевте, не знам дали сте биле во парламент вие или некој друг. Имаме пад на демографија од околу 15% за само 4 години. Понатаму 2006-2016, 10 години владење на ВМРО ДПМ. Имаме стабилизација и благ мал раст од 2,5%. Знаете што е случено од 2017 до 2024? Слушајте добро. Пад на демографија од 23.000 новородени на 16.000. Пад од 40%. Ова не е катастрофа, ова е катаклизма. И ова е резултат токму на вашето владење, токму на вашите криминали. И немојте овде да ни глумите жртви. Не сме ние тие кои што судиме, тие кои што судат уште се во зимски длабок сон и вие најмногу се радувате на тоа. И сега овде ве слушаме како вие се борите за нивниот буџет. За кој буџет? За ниту еден решен случај. Зошто? Затоа што се вас инсталирани луѓе. Ве молам да повторам уште еднаш, бидејќи разговараме за ребаланс на буџет. Раст на приходи од 8,6%, обезбедени средства 800 милиони денари повеќе за плати, 2,5 милиарди денари за пензии, 300 милиони денари дополнително за капитални инвестиции, оние кои што вие ги пренаменувавте за други ставки, 237 милиони денари за изградба, реконструкција и модернизација на здравствени установи. Вие ветувавте по народот бесплатно е у здравство. До каде го доведовте здравството? Во претходниот говор зборував дека позитивната листа која што со децении не беше проширена во наше време за 10 месеци со 9 генерики на лекови. Денес, односно вчера, објавено е дека со уште 2 генерики на лекови се поддржува. И затоа се проширува. И затоа ве молам, најмалку, вие имате право се да кажете, оваа говорница се видела, се истрпила и допрва никој не знаеме што ќе трпи, но вие овде да глумите жртви и да критикувате ваков ребаланс на буџет со кој што се пренаменуваат средства директно за граѓаните, ве молам, најмалку барем треба да имате срам. Благодарам.